Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во уште една откриени тајни. Сабота 11 часот е редовниот термин за нашата емисија. И јас се надам дека вие сте веќе пред ТВ екраните и очекувате темата на која што денес ќе разговараме. Што е она што денес ќе ви откриеме? Денес сакаме да ви ги откриеме трите фактори на успехот. Кои се тие фактори кои што би ни помогнале во животот полесно да дојдеме до успех и полесно да ги оствариме нашите цели? Во продолжение секако следува разговорот со доктор Жарко Костиш, дијанетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам, кој што денеска ќе ни помогне да ги откриеме трите фактори на успех. Останете со нас. Трите фактори на успех е темата на која што секако денес разговараме во откриени тајни. Може би веќе претпоставувате кои се трите фактори, може би веќе нагаѓате што би било тоа што би било фактор за успех, но наскоро ќе ви откриеме кои се трите најважни фактори. Со нас секако доктор Жарко Костиш, дијанетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Жарко, добре дојдовте во откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден до нашите гледачи. Се надевам дека емисијата ќе биде интересна, дека веќе можеби земале ливче хартија гледачите и запишуваат три фактори за успех и си погодуваат ова е тоа што би требало да го имаш за да успееш, тоа е тоа што го треба да го имаш за да успееш, но ете вие сте тука да ни кажете според вас кои се трите основни фактори кои што се потребни еден човек да ги има за да дојде до успех. Па според вас кој е првиот и најзначајниот фактор за успех? Па добро, сигурен сум дека ако се размисли малку повеќе, ја ќе зборам за три фактори. Во наредните емисии ќе збориме на пример за карактеристики на гениалци. Има 24 карактеристики на гениалци, тоа се исто фактори за успех, но во оваа емисија ќе дадеме три компоненти, три работи кои што дефинитивно кога човекот работа на нив или ги поседува, ќе му помогнат да има поуспешен живот или ќе му помогнат да се извлече од било која непријатна ситуација, ќе му помогнат да разреши конфликти, ќе му помогнат да има поголема контрола врз животот и така натаму. Но ајде да ги откриваме еден по еден овие фактори. Првиот фактор за успех секако е знаење. Мислам дека секој ќе се сложи дека човекот кој што учи, кој што добива нови податоци, кој што стекнува ново знаење, има многу поголема шанса да успее отколку некој кој што не е волен да стекне знаење. Знаењето е поврзано со свесноста. И кој објаснам како? Ето, поврзано знаењето се податоци, но исто така знаењето ја проширува нашата свесност. Ако добиеме било каков податок за животот, ние даваме во секоја емисија различни податоци на различни теми во нашиот живот. Имаме за цел да зголемиме видокругот на тие што не следат. Треба луѓето да се волни прво и да примат знаење. Знаете, некојаш луѓето не се спремни во некој момент да примат некое знаење. Може да го добиваат или тоа знаење да биде многу блиску до нив, да им се соопштува, да го гледаат, но едноставно да во тој момент ако човекот не е спремен да направи промена, не е спремен да го прими, тоа знаење воопшто во дадени моменти не ни го бара. Колку често во животот ќе ни се случи да сакаме промена да имаме во нашиот живот, едноставно ни треба нешто да најдеме кој што ќе ни ги разреши проблемите, ситуацијата во која што се наоѓаме и баш тогаш ќе најдеме книгата која што ни треба, баш тогаш ќе начекаме емисијата која што ни е потребна, но тоа се моменти кога човекот е волен, е спремен да направи некаква промена во животот. Знаењето секако дека е потенцијал да се направи таа промена, поради тоа што знаењето кога човекот ќе го добие, одговорноста на човекот е да го спроведе тоа знаење. Ајде да се вратам на првичната мисла која што имав, а тоа е дека знаењето е зголемува свесноста на човекот. Ако имаме било каков податок, нека е податок кој што е некој банален податок или е податок кој што е многу битен за нашиот живот. Во животот имаме податоци кои што се од повисоко ниво на значајност, имаме податоци кои што се од многу ниско ниво на значајност, но секој еден од нив ја менува свесноста на еден човек. Пример, колку, не знам, колку хотели има во нашата земја. Е податок кој што, во колку човекот го прими, ќе му зголеми свесноста во тој домен, во таа сфера. Така да, било кое знаење кој што човекот го прима, било кои податоци кои што човекот ги прима, му ја зголемува свесноста на човекот. Првата препрека која што човекот ја има во учењето и да научи нешто е мислата дека тој се знае. Ако се сочувате со човек кој што има идеја дека веќе се знае, гледате, тој човек не може ништо ново да научи. И тоа е главната препрека и главната врата која што треба да се отвори за успехот. А тоа е идејата дека не знаеме се.
Ако имаме идеја дека се знаеме, гледате, вратата кон знаењето сами си ја затвараме. Дури за работи кои што мислиме дека веќе сме слушнале, мислиме дека веќе имаме познавање. Новиот момент во животот, со новите искуства, со претходно стекнатите нови знаења, податокот кога ќе го примите по втор пат не е ист кога веќе имате други сознанија, поради тоа што имате друга перспектива, друг начин на кој што го гледате новиот податок и новото знаење кој што го добивате. Така да знаењето е главен фактор за успехот и ако разговарате со било кој човек кој што е во својата професија најдобар, ќе видите дека тој човек никогаш не прекинува да учи, не прекинува да бара знаење, но од друга страна тоа што ќе го добиете треба да го провериме ние во нашиот живот дали е вистина. Не треба слепо да прифаќаме се, треба да го провериме тој податок дали е вистина за нас, дали функционира за нас. Многу често во животот се стекнуваме пак со погрешни податоци. Ако имаме погрешни податоци во дадени сфери, во дадени области, тогаш не можеме да имаме успех. Дал имаме добро знаење фактички ни покажува дал во животот имаме резултати или немаме резултати. Во колку ги имаме знаењето кое што е вистинско знаење, кое што е точно знаење, сме го провериле, вистина е за нас. Гледате, тој податок веќе станува наш. Тој е дел од нас. Воспротивно, во колку имаме знаење кое што го добиваме, ама не го проверуваме, не го правиме дел од нас, тогаш и не можеме да го користиме тоа во секојдневието наше. Така да имаме различни, да кажеме, филтри низ кои што знаењето треба да помине за стварно да стане наше и стварно да го примениме во нашиот живот. Сега кога веќе зборувате за знаењето, се присетувам на една емисија од претходната сезона. Беше навистина интересна емисија и доста луѓе сакаа да ја гледаат и ја репризиравме, се сеќавам, затоа што беше од големо значење не само за учениците, туку за сите, затоа што учиме додека сме живи. Сега, една препрека која што стоеше во знаењето, а мене ми остави впечаток е нејасниот збор. Можеме ли сега накратко да им објасниме на гледачите кои што за прв пат се вклучуваат во откриени тајни, зошто нејасниот збор не ни дозволува да дојдеме до знаење и зошто тој ни е препрека во учењето? Знаењето е толку битно да го добиеме, затоа што ни го зголемува видикот, затоа што ни ја зголемува свесноста, затоа што допира до нас. Духовна работа е знаењето. И имавме емисија за трите препреки во учењето. Како човекот да научи да учи, затоа што никој не научил како да учиме. Некој учи на памет, некој учи со подлекување, Гледате, но целта на учењето е да го сватиме тоа што го учиме, за да можеме на крај да го примениме. Често пати завршуваме цели факултети не знаејќи да примениме многу од тие работи. Можеби 5% ќе примениме, 10%, 90% фактички сме го поминале тоа учење без да можеме вистински да го примениме. Кога учиме имаме две работи кои што би сакал да ги потенцирам. Прво е зошто учиме. Треба да сватиме дека учиме со цел да го примениме нештото. И ако идеме со идеја дека учиме за да го примениме тоа, самата идеја наша дека идеме со цел за да примениме, ќе ни овозможни тоа знаење на вистина да го примениме. Ама има една друга препрека во учењето, зборев дека вратата која што ни го затвара можноста да добиеме знаење, идејата дека се знаеме. И се надевам за да бидеме од корист и на луѓето кои што се уште се во образовниот процес, но не само за нив, затоа што тој образовен процес не завршува само со факултет или со постдипломски и така натаму, него е процес кој што трае за целиот живот, дека ќе направиме емисија за овие три главни препреки во учењето. Но во денешната емисија ќе издвоиме една главна препрека во учењето, а тоа е нејасниот збор. Кога учиме нешто, кога читаме нешто, во колку не идеме на нејасен збор, збор кој што не му го знаеме во целост значењето, тогаш не можеме да продолжиме понатаму да читаме или да учиме и при тоа да разбереме. Пример, за време на крепискулата децата се потивки од вообичаен. Во колку не го знаеме значењето на зборот крепискула, не знаеме што се случува. Крепискула значи смрачување, период кога се смрачува во текот на денот и тогаш децата се потивки од вообичаено. И сега ако го имаме значењето на овој збор, ако знаеме дека за време на периодот кога се смрачува, децата се потивки од вообичаено, гледате сега целата реченица има логика. Значи, нејасните зборови се главна препрека со кој што човекот се соочува кога учи нешто. Без разлика дали е во школа, дали учи предмети, гледате, ако не го разбереме тоа и ако немаме речник
да го провериме, или некој да ни го разјасни тој збор, нема да формираме концепт или идеја од тоа. Затоа што нашиот ум функционира на тој начин. Нашиот ум, она што го читаме во нашиот ум, ако го разбереме како што треба, се претвара во концепт и во идеја. Има слобода при тоа во нашиот ум тоа знаење да се примени во универзум. Ако разбереме се што учиме, тогаш ќе можеме да имаме акција. Со тоа и ќе можеме да го примениме тоа знаење. Колку често сме завршиле цели факултети, не знам, предмети, каде што ништо не можеме да примениме од тоа. Колку пати сме се соочиле со овакви нејасни, непознати зборови. Или да дадам некој друг пример. Пример, можам да завршам цела гинекологија, при тоа да не знам дека зборот гинекологија се состои од два збора гинека, кој што значи жена, и логија, изучување или наука за жената. Или зборот физика, потекна од грчки збор физико, што значи природа. Изучување или наука за природата. Гледате, зборовите имаат своје значење и воколку не ги разбереме самите тие зборови, тогаш самите си правиме блокада во учењето. И самите нејасни зборови ни предизвикуваат да имаме различни негативни реакции кога учиме. Читаме, ќе поминеме преку нејасни зборови и она што нејасниот збор не тера да направиме е да ја оставиме книгата, не тера да сме малку нервозни, па ќе направиме пауза при учењето, па ќе пуштиме телевизор, па сакаме да искочиме, не станува неинтересно самото учење. Почнуваме да не сме со вниманието тука, него ни залетуваме вниманието честопати над некоја сосема друга тема, а сето тоа потекнува од самиот нејасен збор и самите тие реакции потекнуваат од нејасниот збор. И знам дека ова е многу битно за помладите кои што учат, кои што не гледаат. Гледате, многу убав начин е како да се зголеми речникот, вокабуларот на еден човек, за да може. Гледате, зборовите се оружје, се средство со кој што еден човек може да се изрази, да се спроведе мислата, да се намерата која што сака да каже, да биде појасен и така натаму. Така да дефинитивно нејасните зборови се препрека при учењето и многу добро што ја спомена, поради тоа што е еден од главните фактори кој што не спречува да добиеме знаење наспроти идејата дека веќе се знае. Работите кои што ни се случуваат жарко во животот секако поврзани со нас. Често се случува да успееме во животот, нели, со одредени работи кои што сме ги превзеле како наша работа дека треба да го завршиме и тогаш превземаме одговорност и можам да кажам на секаде се фалиме дека ете ние завршивме таа работа и не бегаме од одговорност. Меѓутоа кога ќе започнеме некоја работа која што нема да тргне како треба и ќе дојде до неуспех, тогаш луѓето се волни да се сокријат од одговорноста, бегаат од тоа дека тие биле одговорни за таа работа и се кријат позади својот неуспех. Затоа што веќе навлегуваме во вториот фактор на успешноста, а тука е одговорноста. Одговорноста ја споменавме во претходните емисии, но не на овој начин на кој што денеска баш би сакал да ја обработам. Како што кажа точно, многу често сме волни да преземеме одговорност или причина, ајде да се вратиме со терминот кој што го користиме во многу претходни емисии. Гледате, одговорност и причина се синоними, два зборови кои што значат исто. Одговорноста значи дека ако ја нешто направам убаво, значи ја тоа сум го причинил нешто што е убаво, луѓето сакаат да добијат награда за тоа, да бидат препознаени, да им се даде признание за тоа дека го направили. Тоа така и треба да е. Но често пати во животот знаеме да направиме грешка. Едноставно правиме работи или направиме креации кои што не се баш најдобри, најоптимални, не сме горди на тоа што сме го направили. Тогаш имаме тенденција да не сакаме да преземеме статус или позиција на причина дека ние тоа сме го направили. Почнуваме да се криеме од нашите акции, од нашите дела. И тука почнуваме да немаме веќе одговорност. Гледате, ако човекот преземе одговорност за нештото, ништо лошо не може да му се деси. Му се случуваат лоши работи само ако не преземе одговорност и за негативните работи кои што ги има направено. Затоа што тогаш почнува да беги да се повлекува. Ако имаме тенденција да се повлекуваме од просторот, тогаш физичкиот универзум има тенденција да ни задава удари. Ако едноставно ќе преземеме одговорност и за нешто лошо или негативно што сме го искривале, тоа е крај на негативноста која што сме ја направиле. Се додека не си преземеме одговорност
и за нешто негативно што сме го искреирале, ќе бегаме. Колку повеќе бегаме, толку повеќе физичкиот универзум ќе почне да ни удира. Толку повеќе ќе почнува да ни задава, да ни се случуваат негативни работи, поради тоа што имаме тенденција да се повлечеме од просторот и го губиме. Ајде да дадеме пример од ова за секојдневието. Имате кавга некоја, имате сопруг и сопруга. И двајцата се обвинуваме, зборевме за ова. Секогаш кога имате тенденција некого да окривите за нешто, му давате моќ на некого. Ете затоа што тој го правите причина, му кажеш ти си крив за тоа што се деси. И тој ако е паметен може да рече да, сум одговорен за тоа. Се шегувам. Не секогаш треба да преземеме одговорност за нешто кое што не сме го направиле. Но ако имаме и сме направиле некоја акција која што не испаднала како што треба или не испаднала добра, тогаш вистина е дека треба да преземеме одговорност. Може би сме сгрешиле на сопругата, сме отишле кај незините и сме биле нељубезни кон незината мајка или татко. Пример. Наредниот ден, она што се случува дека сопругата или еве да кажеме, не знам, девојката се однесува негативно кон нас. И си викаме зошто ова мене ми се случува сега. Човек треба да се замисли ако му се случуваат негативни работи, како он причинил тоа да му се случи. И тука веќе имаме контрола врз животот. Се додека не се запрашуваме ние, што ние сме направиле за оваа негативност у моментов што ми се случува да ми се случува, како јас имам удел во тоа, немаме контрола. И ќе продолжува да ни се случуваат негативни работи. Но може би човеков е паметен доволно и се запрашува зошто или што направив, што сопругата моја се однесува така, може би сопругата заборавила. Веднаш почнува човеков да разговара или му текнува и вика, знаеш што, извини, вчера стварно не доликуваше начинот на кој што се однесува спрема твоите родители на тоа што го кажа, така наприлите презема одговорност. Он сваќа дека поради тоа што нешто направил, ова му се случува денеска. И тоа е волност на еден човек да заземе состојба на причина за нешто негативно што го направил, но кога ќе го заземе тој простор и таа одговорност ќе преземе, она што се случува спречува негативни работи да продолжат да му се случуваат понатаму во текот на животот. И ако тоа го искомуницира на убав начин со својата сопруга, сигурен сум дека сопругата ќе има тенденција или ќе сака да го смени своето однесување во однос на него. Во спротивно на што го имате, најлесно некого да окривите. Да му речеш, знаеш што, ти си причина. Да сите мои маки у животов, ти си причина. Е, тука веќе немаме контрола. Зашто контрола и одговорност за нашиот живот имаме само кога ќе видиме како ние сме причиниле и што ние сме искреирале, што сега животот ни дава на овој или на оној начин. Реактивниот ум е причина за неразумните стравови, стресот, негативните мисли и емоции, избувливоста, загубената сигурност и самодоверба, депресија и умствено предизвиканите болести. Научете како да го контролирате вашиот реактивен ум и како да го ослободите вашиот целосен потенцијал за да бидете слободни, да уживате во животот. Одговорите се наоѓаат во книгата Дианетика, која можете да ја нарачете на 078 261 771. Зборуваме за трите фактори за успех, два веќе откривме, знаењето и одговорноста. Продолжуваме понатаму со денешната тема, ни останува уште еден фактор кој што ќе го откриеме до самиот крај на емисијата, тука веќе малку и ќе го најавиме. Затоа што кога зборуваме за одговорноста како фактор, Жарко, верувам дека има уште нешто што би ни го кажале, а би ни помогнало да имаме повеќе контрола врз нашиот живот. Она што и го спомена во претходните емисии е голема доблест на еден човек да може да види дека некогаш и тој има сгрешено и поради тоа што има тој сгрешено, некои работи во неговиот живот негативно се одвиваат. И уште еднаш, ако имаме некои работи во нашиот живот што се негативни и што не се случуваат на неубав начин, прво што треба да видиме дали ние сме искрирале нешто кое што допринело за тоа да не се деси. И ајде ова да го поврземе со тонската скала на емоции. Сега малку повеќе ќе образложам. Значи, ова е скала на емоции која што секоја емисија споменуваме, нема многу да ја образложам во оваа емисија, но има начин како човекот да се крене
со овие емоции, значи имаме скала на емоции каде што имаме жолти тонови кои што се позитивни. Значи тука ги имаме ентузијазам, акција, развеселеност и така натаму. Имаме негативни тонови како што се лутина, антагонизам, огорченост, омраза, уште понегативни тонови како што се одоброволување, тага, апатија и така натаму. Гледайте, зборуваме за книгата Дианетика, зборуваме за еден дел од умот кој што се вика реактивен ум, тоа е подсвесен негативен ум кој што ни ги наметнува сите овие негативни емоции, негативни мисли, се однесуваме негативно, сме раздразливи, губиме самодоверба и сигурност. Значи дианетиката е начин како човекот да се ослободи од реактивниот ум, како да го контролира и како да се врати со емоциите на високо ниво. Зашто во текот на животот имаме тенденција да паднеме со емоциите поради тоа што животот ни задава баш негативни удари, собираме трауми, негативни искуства кои што имаат тенденција да не спуштат по скалата на емоции. Но колку повисоко е човекот по оваа скала на емоции, толку повеќе може да види дека самиот тој греши во некои ситуации. Колку пониско паѓаме по скалата на емоции, човекот не гледа во себе како негативна причина. Туку исклучува ја окривува околината и другите околу него дека тие се одговорни зашто животот му е негативен. Тој нема контрола. Зашто? Поради тоа што свесноста мораме да ја зголемиме. Делот играта и контролата е. Треба да сме свесни, треба да знаеме, да го поврземе знаењето дека може грешката е во нас. И ако, гледате, полесно е ние да се промениме отколку некој друг да промените. И повторно не е се како грешка во нас. Сигурно дека има грешки и во другиот човек. И зависи од неговата емоција дали тој ќе биде волен да ја преземе таа одговорност за грешката или не. Но ако ние сме високо по оваа скала на емоции, тогаш имаме можност, имаме свесност, имаме големина да видиме дека грешиме и ако тоа го коригираме, тогаш ќе ја смениме ситуацијата и тогаш имаме поголема контрола. Гледайте, одговорност од нас бара или налага да се грижиме за некого или нешто. И реков во претходните емисии дека тоа е став кој што ги имаме кон другиот, да се грижиме за другиот, да му направиме да му биде подобро, едноставно нашето присуство за другиот човек да направи нешто добро. Или тоа значи колку поради нас работите во нашата околина идат на добар или на позитивен начин. Тоа е одговорност. Колку допринесуваме за работите околу нас да се подобри, колку допринесуваме за колективот, колку поради ние како фактор фамилијата е посреќна, колку поради нас како фактор пријателите се посреќни. Гледате, тоа е одговорност. Нашето влијание во околината е позитивно или е негативно? Ако влијаеме на негативен начин, имаме негативна одговорност. Не делуваме како што треба. Луѓето често знаат да се удираат во гради дека се одговорни, но едноставно да не влијаат на добар или позитивен начин врз нас. Но тоа не ги прави да се одговорни. Дали ја прифаќаат нивниот дел од одговорност? Дали се позитивни кон нас? Дали поради нив имаме повеќе или помалку живот? И гледате, има еден друг интересен феномен поврзан со одговорноста, дека мојта на избор е над одговорноста. Што тоа значи? Дека некој човек не можете да го натерате да биде одговорен за нешто. Ако му наметнете на некој човек да прави нешто кој што не сака да го прави, никогаш не може да биде одговорен. Тој човек мора да разбере зошто треба да го прави или зошто сака тоа да го прави, за при тоа да биде одговорен за некои работи. Ако имате некој човек на работно место кој што е ставен на работното место кој што можеби не го сака, не е исто толку одговорен како некој кој што на работното место кој што сака да го прави тоа. Љубовта, афинитетот, исто така се поврзани со одговорност. Кога сакате некој човек, колку е лесно да се биде одговорен за тој човек. Кога сакате некој човек, му креирате. Така, мојта на изборот е над одговорноста. Дал и јас сум одлучил дека ќе го правам тоа или не. Ако е моја одлуката, ако е моја волноста, и ако јас сакам и е во согласно со моите желби и цели, тогаш е многу лесно човекот да биде одговорен. Значи, волноста, одговорноста, љубовта, афинитетот, тоа се работи кои што идат едни со други. Тоа е убаво да се нагласи дека мојта избор, дал човекот ќе одбере или не, е поврзано со неговата волност и со неговата одговорност.
Дојдовме до третиот фактор за успех, а тоа секако е контролата. Па би можеле ли, Жарко, да ни дадете некоја дефиниција за контролата, за подобро да ја сватиме? Па гледате, ова се како контролата и одговорноста се поврзани интересно. Гледате, ако се навратиме на претходното што го кажав, кога ќе ги изгладите односите, дали е уопште битно дали е некој крив или не во односот со некој што го сакате или во односот со вашите пријатели. Големина ке човекот е некојаш да ја преземеш одговорноста ти. Убаво е да имаш ист таков соговорник, на исто ниво на тонската скала, кој што може да препознае дека и тој е крив за нештото. Или ајде да не го користиме тој збор крив, него дека причинил нешто за кое што едноставно не е горд. Дека го направил и дека можеби не било најоптимално. Тука се враќа контролата во животот. Кога ќе подразберам, што подразберам под контрола е работите додат во позитивен правец, во позитивна насока. Но ајде да ја дефинираме контролата, зашто ја споменавме во претходните емисии. Контролата се состои од 3 чекори. Од старт, од промена и од крај. Се нешто што го контролирате можете да го започнете, да ја промените позицијата на нештото и да го доведете тоа до крај. Често пати во животот почнуваме работи кои што не ги завршуваме. Имаме луѓе кои што се фиксирани да почнат нешто, ама не ги завршуваат работите, други кои што се фиксирани да ги променат, не ги завршуваат до крај, ама не можат ни да ги почнат, или други луѓе кои што се фиксирани да стопираат нешто. Видите, мораме да имаме способност да ги направиме трите работи подеднакво: старт, промена и крај. Друга дефиниција на контрола што би ја кажал е спроведување на идејата. Гледайте, ако имате некоја идеја, треба да ја реализирате таа идеја. Во колку не сме волни да преземеме одговорност за тоа што сакаме да го спроведеме и да го направиме. Гледайте, ако имаме некоја идеја која што е добра, креативна, конструктивна, тогаш сакаме да ја реализираме. Можеби нешто ќе не направи несигурен во нашата околина за тоа што сакаме да го направиме. Колку сме посигурни во нештото, имаме толку подобра контрола. Колку повеќе сигурноста ја губиме, толку повеќе наоѓаме оправданија во околината зашто нештото да не го направиме. Видите, но сигурноста се поврзани со двата претходни фактори на знаење. Човекот што знае има поголема сигурност од човекот што не знае. И човекот што е волен да биде причина е многу поволен да го реализира нештото до крај, заради тоа што ќе се реализира, без разлика дал он сака да е добро, но и ако не успее, е волен да ја преземе одговорноста, тогаш има поголема желба, поголема креативност, поголема акција прави за да го заврши тоа до крај. Во спротивно, ако имате некој човек кој што се плаши да не го критикуваат од нешто ако излезе не дај Боже недобро, или нештото ако не биде прифатено од околината. Видите, ако не е волен да го преземе таа позиција на причина и за добро и за лошо, тогаш тој човек нема да има контрола. Нема да биде волен да има таа сигурност да го реализира нештото и да го заврши до самиот крај. Така да, тука гледаме како сите овие три фактори меѓусебно се испреплетени и се поврзани. Човекот кој што има контрола, кој што сака да го реализира нештото, кога ќе тргне кон патот да ја заврши целта, излагаат препреки. Но она што се случува е, надминувајќи ги препреките, вие секогаш добивате знаење како подобро да ја реализирате работата. Колку често сме тргнале да направиме нешто и не сме ги имале целото знаење. Не мораме да го имаме целото знаење за да тргнеме да ги оствариме работите, но едноставно сме имале храброст да тргнеме да ги реализираме работите. И самата акција, самите препреки, самите работи со кои што сме се судрувале, ни даваат знаење како подобро да можеме да ги направиме работите, дал за овој пат, дал за друг пат. Затоа што секогаш кога ќе тргнеме во акција, акцијата ни дава знаење. Не прави да сме поодговорни. Мораме да сме одговорни за воопшто да тргнеме да правиме нешто. Затоа што одговорноста значи статус на причина и за добро и за лошо. И ако го имаме тоа, тогаш ги имаме сите овие фактори. Меѓусебно и тука е испреплетеноста и убавината на трите овие фактори. Но Жарко, што е со луѓето кои што обсесивно сакаат да контролираат се што се случува околу нив, не само во својот живот, туку и во животите на другите луѓе околу нив, оние со кои што работат, оние со кои што живеат, едноставно
обседнати се да контролираат и се да биде, што се вели, под нивен надзор 24 часа, се тие да знаат што се случува, каде се случува и зошто се случува. Значи, треба да имаме работи кои што ги контролираме во животот. Мораме да се контролираме себе. Саба или кога ќе станеме, алармо да си го направиме, нели? Да се дотераме. Работи кои што се поврзани со нас, работи кои што се поврзани со нашата работа. Можеме ние да го контролираме тоа што го креираме, например, за сопругот, за сопругата, за партнерот, за партнерката и така натаму. Гледате, тие работи можеме да ги контролираме. Се зависат до нас. Јас можам да контролирам што ќе искрирам за жена ми, за девојката, за моето работно време кое што ги. И ако го посветам вниманието на тоа, гледате, имам контрола, имам убава креативност. А замислете, ако сум на работа да си ги запоставам тие работи, ама сум обседнан со колегата дал пие кафе или не пие кафе. И однаш почнам да го контролирам него. Гледате, тогаш више не сум ефикасен. Затоа што ефикасноста зависи од тоа да си ја работам работата која што е во мој домен и да ја оставам другата работа која што не е во мој домен неконтролиран фактор. Гледате, ако ја земеме една игра, како што е фудбал, гледате, секојаш имате некој друг дел, друг тим, кој што е неконтролиран фактор. И тој е убавината во играта. Да се повторам, ако контролираме се, тогаш немаме непредвидливост, немаме заинтересираност, интерес во самата игра. Но, дефинитивно имаме работи кои што мораме да ги контролираме. Пак поврзани со нашата акција, нашата креативност. Еден сопруг може да биде целосно во контрола да го направи ручекот и да изненади сопругата, или дечкото да изненади девојката, или да ја донесе ружа. Но можеби не треба да ја контролира каде, со кого е, до каде е, зашто е, или сопругата да станува обседната со другиот фактор кој што чувствува дека при тоа има негативна контрола и се бори против таа негативна контрола, зашто знае дека тоа можеби не е нејзина работа во тој момент. Можеби тука има и други проблеми, се да не навлегуваме во делокругот на врските и така натаму, но секако дека ако имаме контрола врз некој дел од нашиот живот, мораме да бидеме волни и да немаме контрола врз некој дел од нашиот живот, за при тоа да ни биде нас убаво. И гледате, ова кога има еден човек волност да го направи. Затоа што ако еден човек е обседнат се да контролира ова што го зборам, можеби не му е реално или не му е лесно да го направи. Но, тоа е, пак ќе кажам, дел од реактивниот ум, дел од дадени работи кои што ни се случувале со нас, луѓе во нашиот живот кои што негативно ни имаат контролирано, кои што не направиле да сме обседнати постојано со контрола, но човек кој што е обседнат со контрола обично нема добрата контрола. Човек кој што може да контролира и не мора да контролира некои работи, навистина има контрола врз својот живот. Жарко, ви благодарам за денешното откриени тајни. Сигурна сум дека ние ги имаме трите фактори за успех со нашата емисија, затоа што имаме знаење кое што секако вие преку емисијата им го давате на гледачите. И тука не остануваат нејасни зборови, затоа што се дефинираме. Потоа сме одговорни, затоа што секоја сабота точно во 11 часот имаме нова емисија со нова тема. И секако се тоа некако имаме контрола на работите кои што ги правиме и имаме цели кои што ги остваруваме и точно сме насочени кон нашите цели, да им дадеме на гледачите знаење за тие да направат поголем успех во својот живот. Се надевам дека бевме корисни, дека ќе продолжиме и понатаму да бидеме од корист за сите оние кои што одлучуваат сабота во 11 часот да бидат заедно со откриени тајни. Благодарам, Сања, и навистина се надевам дека е така. И воколку не, сме тука волни да преземеме одговорност за нешто да коригираме. Но за сите оние кои што сакаат да дознаат многу повеќе во врска со оваа тема или други теми кои што може да ги прегледаат на мојата Facebook страна, секогаш сум тука и сум многу волен да стапам во комуникација со вас и да бидам од поголема помош воколку може. Тоа беше се за денешната откриени тајни.
Знаење, одговорност и контрола се трите фактори кои што ви се потребни за да добиете успех во животот. Доколку нешто ви е нејасно или сакате да добиете повеќе одговори, во текот на емисијата секако можете да ја видите Facebook страната на која што може да го побарате доктор Жарко Костич, неговиот имейл, да стапите со него во контакт и секако тој да ви помогне да остварувате полесно и поедноставно успеси во вашиот живот. Ние сме секако тука повторно за една седмица заедно со вас да ви откриеме уште една тајна. До тогаш ве поканувам да останете на програмата на телевизија 24 Вести и секако имајте пријатно саботно попладне.